Кај нас на гости е дојде на Андреја Стојковски. Андреја, добро утро. Председател на управниот одбор на Институтот Преспа. Извршен директор. Се извинувам сега тоа. Управниот одбор, извршни директори и така натаму. Институтот кој инаку се занимава со меѓународните аспекти на македонската евроинтеграција и не само евроинтеграција и така натаму уопште во целата таа зона на меѓународната политика. Во 9 часот требаше да слета авионот на бугарскиот премиер Петков и таму на аеродром да го пречека нашиот министар за надворешни работи. Александар не ни кажа, бидејќи нема се уште информација дека авионот е слетан, ама еве додека разговараме 9:17 минути предпоставам дека авионот слетува, а потоа следуваат средбите во владата. Денеска еден интензивен ден за господинот Петков со неговите македонски домаќини, со него и подпредседателот на Бугарското собрание Винегин, кој што ќе си има своја една серија од состаноци. Андреј, дали се работи за еден обид за нов почеток во македонско-бугарските односи, бидејќи така некако се случи и таму нов премиер, и ваму нов премиер, што тоа воопшто може да значи, какви би било очекувањата? Ако тргнеме да споредуваме што се случуваше пред неколку години, и за Зоран Заев беше прва висока посета Бојко Борисов во Македонија 1 и 2 август 2017 година. Ја не памтам. Така беше? И беше многу интересно. Добро е, би требало да значи некаков нов почеток, ако имаме во предвид дека баш во овој момент спроведуваме истражувања околу односите на државава не само со соседите, меѓутоа еве заради Бугарија да зборуваме за соседите, најголемиот дел од нашите соговорници кои што ги интервјуираме се занимаваат со надворешни односи, следат теоретски или пак практично учествуваат во креирање на политики. Кога зборуваме за соседите, на најниско ниво на односи ставаат Бугарија. И ако е тоа така, а навистина е така, имајќи во предвид последниве години две од објаснувачкиот меморандум и декларацијата на резолуцијата на Бугарското собрание, добро е што Петков доаѓа во Македонија, добро е што во Македонија има нов премиер кој што е на првиот, односно на вториот ден од неговиот мандат и што ќе имаат шанса веројатно да отворат ново поглавје. Уште подобро е тоа што Петков зборува за развој на соработката. Ако не се лажам, во првите 4 или 5 месеци од подпишувањето на договорот за добрососедство, пријателство, соработка, како веќе беа сите квалитети кои што го опишуваат договорот во 2017-та, трговската размена помеѓу двете држави порасна за некои 17%. Го читав вчера, се објави доцна вечерта, соопштението на Македонско-бугарската стопанска комора, господинот Кирил Лазаров, председателот, едно соопштение во кое што ги храбрат двајцата премиери да конечно направат една резолутна, да кажам, еден исчекор во насока на соработка, во насока на економија, во насока на добро соседство, бидејќи никому не му треба ни на бугарите, ни на македонците ова што се случуваше. Има ли за тоа сега сепак да прашаме реално за тоа можности, бидејќи ги знаеме политичките околности во Софија, кај нас политичките околности се променија во смисла на кадровските промени, но реалноста е таа политичка. Каквов е амбиентот за да може да се тргне и во насока во кој што да речеме Македонско-бугарската стопанска комора повикува? Мислам дека економските интереси се повеќе од видливи. Логиката вели дека Солун е на 250 км од Скопје, исто и Софија, меѓутоа во Солун стигнувате за 2,5 или 3 часа, а во Софија ви требаат 4 и повеќе часови. Оттаму тоа е многу важен момент за развојот на односите. Не можете да развивате никаква трговска соработка ако немате инфраструктурна врска помеѓу двете држави. Берлинскиот процес, соработката помеѓу Борисов и Заев во изминатиот период, учеството на Германија во целиот процес придонесе да има испрограмирано 285 милиони евра за изградба на железничката линија од Скопје до Деве-Бајер. Јас не знам каква е состојбата од бугарска страна, се надевам дека они се подготвени, ако не друго барем до Кюстендил. Па таму се пократки делниците, се разбира, ама
ништо не се прави. Тоа е првиот момент за да направите добра врска. Пред некоја вечер зборувавме со сопругата баш околу авионската линија и доаѓањето на Петков. Тоа е инстант добро решение, меѓутоа ако земете колку време вас ви треба за да одите до аеродром и да излезете од аеродромот, меѓу другото и часовната зона, тоа е исто како да патувате со автомобил. Секако е многу подобро ако патувате со воз, тоа е многу побрзо, веројатно многу помалку ќе имате застои и чекање и така натаму. Има многу простор за развојна соработка. Сигурен сум дека деловниот свет многу подобро го гледа тоа. Андреј, од она што може да се види во Софија во последните неколку месеци се направи известно придвижување на темата кон Македонија од една, како да кажам, историски еден контекст во кој што беа заглавени бугарите и внатрешно, па и заради изборите, таму тоа барем имаше оваа година едно чудо избори и така натаму. Сега се помести работата, се обидува преку овие, да кажем, човекови права и така, да сега се помести комплетно на ова барање на Петков кој е најгласен во таа смисла да се оди кон практични решенија, трговија, економија, инфраструктура и така натаму. Може ли да се на тој начин помести темата? Може ли двајцава премиери за кои еве во македонската јавност превладуваат оценките дека Ковачевски ќе биде технократ и така натаму? Може ли два такви типа на премиери да практично ја изведат таа вежба, да извадат целата тема од овие тешки политички контексти и да ја однесат во контексти на економска соработка и сето тоа? Обштествена промена веројатно ќе биде тешко да постигнат, затоа што мандатот и на двајцата нема да биде толку долг. Прво, Ковачевски има шанса да биде премиер до 2024, за потоа ќе видиме, освен ако немаме предвремени избори. Петков е во малку подобра позиција, тој има шанса да има 4 годишен мандат, меѓутоа не се завршуваат работите ниту за 2, ниту за 4 години. Треба малку подолго за да се смени обштествениот сентимент и од едната и од другата страна на границата. Меѓутоа, имаат можност да прекинат, ако не повеќе, јавен дискурс кој што води во разговарање на националистички прашања, во дискусија на историја. И колегите ме известуваат дека церемонијата туку што тече пред владата на средбата на Петков. Тогаш да му посакаме добре дојде. Јас да му посакаме добре дојде. Се извидувам само да кажам, бидејќи тоа нешто што се одвива во тек. Тоа има шанса да помогне малку во насоката во која што ќе се движиме. И веројатно е најдобриот начин како тоа да го сториме. Ако продолжевме да зборуваме постојано за јазикот, за историјата, за личностите кои што некои велат окей, можеме да ги третираме заеднички или да ги разгледуваме со аргументи од двете страни и тоа да го понудиме на нашите ученици, на нашите деца, веројатно ќе беше потешко да се изместиме, ама овој момент на образование и на изучување на двата аспекти на заедничките личности веројатно ќе помогне. Како може да се толкува сега улогата на Пендаровски кој што даде неколку симптоматични изјави дека не треба да се брза со целата работа, се чини онака еден мост прави кон опозицијата, бидејќи ставовите на опозицијата се прилично крути околу целото ова. Тие тврдат дека ништо од ова нема и дека ќе дојде до предавство. А еве сега гледаме се подготвува и средба со македонските организации кои се во Бугарија, овдека во Скопје, така. Може ли тоа да ги искомпликува односите, бидејќи и вчера македонската влада, мислам дека министерот Маричич излезе со изјава дека Македонија нема да се меша во ставот на бугарската држава кон малцинствата, па меѓу другото и кон македонците во. За кои тие тврдат дека не постојат сега. Ќе прочитам еден став од договорот за пријателство и соработка со Бугарија, од членот 11, ставот 4 вели секој од договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани на територијата на другата договорна страна во согласност со меѓународното право. А во ставот 5 се вели дека ништо нема да представува дека ќе се од односите на Македонија или од однесувањето на Македонија дека ќе представува основа за мешање во внатрешните работи.
државјани е клучниот Добро, момент. ако бугарите тврде дека има 120.000 луѓе со пасоши од Македонија со бугарски Тоа значи дека се државјани дека на, тие се државјани на Бугарија и па- Бугарија како таква има право да се грижи за сопствените државјани. Тоа дали тие се изјаснуваат дека се чувствуваат како бугари, имаат етничка припадност или само граѓанска врска, правна врска со Бугарија. Членот е деетницизиран, значи Така. е поставен во државни рамки. Меѓутоа тие тоа се оди во државни. прилог на бугарската теза, а што се однесува за нас, може би треба да биде повод за размислување на нашата политика. Дали треба да се отвориме и да нудиме државјанства на македонските граѓани или оние кои што се чувствуваат македонци од страната на Бугарија. Тоа е веќе друго И прашање. може би Европа треба да се позанимава со спроведувањето на европските политики со пресудите на судот за човекови права. За тоа највеќе нормалниот и тек на работите. и за тоа ама- мислам дека веќе постои некаква подготвеност или некаква дебата, можеби не на официјално ниво помеѓу министрите и шефовите на држави и влади, меѓутоа постои веќе некаква дебата во ЕУ за тоа. Андреа Стојковски, благодарам за овој утрински брифинг. Ние продолжуваме со овие теми, бидејќи сигурен сум дека посетата на Петков ќе биде и денес и утре и понатаму. Ќе има уште многу теми кои што ќе се зборуваат. Кои ќе треба да се анализираат. Благодарам за тоа.